Советниците на СДСМ да ротираат со мандат од 2 години. Ке подпишуваат кодекс за однесување и ке бидат санкционирани ако го прекршат. Филипче најавува партиски промени пред локалните избори. Опозицијскиот лидер вели дека е подготвен да разговара и за предлогот на премиерот Мицкоски Македонија да стане една изборна единица. Подготвени сме да разговараме за било што, меѓутоа тоа е работа која што треба да учествуваат сите политички партии. Затоа што не е само прашањето на една изборна единица, тука е и прашањето на цензусот, понатаму прашањето на отворените листи, но јас сум спремен за разговор. Една изборна единица е повеќе годишно барање на помалите партии и независните граѓански организации, која досега нема добиено поддршка од поголемите партии во собранието, но нивниот фокус денеска беа измените на изборниот законник, кои ќе овозможат независни кандидатури на локалните избори, откако Уставниот суд го укина прагот за собирање граѓански потписи. За изборите кои треба да бидат распишани во јули, во моментов нема никаква правна можност за независни кандидатури, па граѓанските организации денеска повикаа Министерството за правда, што поскоро да ги поднесе измените во собранието. Нивното клучно барање е да се дозволи кандидатура со 50 граѓански потписи. За нас е прифатливо тоа што е во барањето. Тоа се 50 на потписи за да може да се кандидираат независните листи на овие локални избори. Ова го следи европскиот тренд и европските стандарди каде што се отвара можноста за демократијата, а не се затвара. Ставањето на одредени проценти само во многу мал број на општини ќе дозволи повеќе слобода во кандидирањето, а во големиот дел на општините, посебно овие кај што има големо население, и текако го отежнува. Партиите за сега немаат став за ова прашање, бидејќи велат дека до нив официјално не е пристигната ваквата иницијатива. Според владата пак за ова прашање е потребен консензус. За сега немам добиено такво официјално барање јас како пратеник. Сега кога добиеме барање, ние како пратеничка група ќе се консултираме, ќе излеземе со заеднички став. Немаме се уште став во врска со тоа. 50 потписи мислам дека се премногу малку за кандидатура за локални избори. Тоа е моје мислење, мој став. Сметам дека кандидатура треба да право за кандидирање треба да стекне кандидат кој што имал најмалку 500 или 1000 потписи собрано од жителите од одредена општина или град. Итно пополнување на правната празнина пред изборите побари председателот на Уставен по седницата пред 10 дена, на која го укина прагот од 1% граѓански потписи за независните кандидати. Воспротивно, порача дека ќе биде направена тешка повреда на Уставот, правниот поредок и човековите права. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.